живееше един господин от много убава фамилия. Неговият труд и безпрекорна работа го направия много богат. И животът му беше изпълнен со много убави. Той не само што имаше убава жена, која премногу ја сакаше, туку имаше и необјасливо много убава ќерка. Тројцата убаво, среќно и задоволно си живееме. Слушаш? Но животот не може секогаш да биде само убав. Почнале темни црни облаци да се надвиснуваат над неговото семејство, над неговиот дом. Еден ден неговата жена паднала во постела тешко смртно болна, а после неколку недели подоцна и умрела. Од тој ден тоа семејство, таткото и ќерката ги прателе само непријатности. Зимата поминала во тага и болна за таткото и за ќерката. А кога настапи пролетта, богатиот човек донесе нова жена, нова мајка за својата ќерка, која со себе ги донесла и своите две ќерки од првиот брак. Исто како и нивната мајка, и тие двете имале многу злобни и заведливи срца. Ете започна вака вториот живот на младото и убаво девојче, кое подоцна ќе го наречат Пепелашка. Во тој ден, семејството, кое сега броеше 5 души, продолжи да живее со разни сплетки и изгледи кои ги правеа. Мачејата со незините две од неа пословни ќерки. А пак таткото тоа не го приметуваше и забележуваше, бидејќи беше многу добар, честен, а искрен. Пепелашка мораше се да трпи со незината смиреност, не сакајќи да се жали кај својот татко. Еден ден незиниот татко мораше да замине на едно подолго службено патување и тогаш Черко моја, со тажно срце јас морам да ти соопштам дека јас морам да заминам на подолго службено патување. Но, драги мој татко, многу малку беше времето што го поминавме заедно. Да, но сакана моја керкичка, мислам дека уште овој пат, па може би не ќе има потреба да одам кога ќе се вратам. Многу ќе ми недостасуваш, татко, брате се помост. Но зошто ева плачење, па ти нема да бидеш сама, нели керки мои? Така е, мамо, нема да биде сама.
се разбира, ќе се забавуваме с они колку што можеме повеќе и по-добро. Черко моја, кажи ми, што сакаш да ти донесам кога ти се вратам? Да ми го донесеш на љубавиот фустан што може да постои, драги мој мажу. Мене сладки, пълно черешни, покриени со чоколаден крем и все друго. А мене многу бисери и долга грлица која треба да одговара на мојот долг и прекрасен брак. А ти, черко моја, дај ти се олечи што да ти донесам. Јас ништо не сакам. Мене ништо не ми е потребно. Само сакам ти побрзо жив и здрав да ми се вратиш. О, черко моја, колку те мека души имаш. Јас ти ветувам дека ќе се вратам жив и здрав. И тоа само за тебе. Да, и за сите други. А до тогаш до гледање. До гледање, черко моја. Ајде, до гледање на сите. До гледање, мажу, и не заборавај што ти нараѓаме да даме за Нема да заборавам. Можно да ми не доказува. Драги мой татко. Што рече ти? Да слушнам што рече? Ништо, ништо не рекол. Тогаш оди и заврши ги своите должности. Ајде. Таткото, заслепен и окупиран од своите службени должности, не ги приметуваше лошите однесувања спрема неговата полуќерка. Тие двете сестри веднаш ја зазедо нејзината спална соба, нејзините најубави фустани, а кутрата пепелашка мораше да ги превземе сите должности што требаше и нејзините полусестри да ги извршуваат, а тие мислеа само на забава. Бидејќи остана без спална соба, нејзиниот татко не знаеше дека неговата сакана ќерка спие на сламена чега покрај загаснет огњ, а ветерот што струеше низ каминот го покриваше нејзиното тело со прашина и пепел од согорените дрва. И таа секогаш беше извалкана. Ете, токму поради тоа, нејзините полусестри и го дале името Пепелашка. Много ми недостасува. Сакана моја мајка. Леле, што гледам? Па, Пепелашка плаче. А не треба тоа да го прави. Мора да й дадам подршка и да ја држим. Пепелашке, ја
приближува нивниот убав, единствен син, со сиња кралска крв, да се ожени, да го продолжи родот кралски. Дали овој пат ќе го убеди на нашиот син да се ожени? Кога би можела да знам би ти кажала, но не знам. Не да се кажа му преписува. Да, Навистина, досега донесовме многу девојки да ги бендица, но тој ниједна не ја приметува, по којно си оди. Не знам веќе од каде да најдем уште девојки. Од кое царство? О, мила моја кралице, зарем ти не приметуваш дека на нашиот син не го привлекуваат девојки што се фалат со нивното богатство? Точно, на нашиот син не го интересира богатство. Но што е тогаш она може да го приметува? Не знам. Многу девојки му донесовме, ги гледува, но ниједна не бендисува. Постојано си оди и ги остава сами. Па тоа е што реков, дека тие постојано изложува. Му се фалат со нивното богатство, а тоа не го сака. А добро, кралице моја, дали знаеш ти што сака твојот син? Не, мора да поразговараме уште една со него. Да, и јас мислам дека мора да разговараме. по кој пат се уште сакате да ме убедувате да се оженам со некој што само вам ви се допаѓа? Но, сине мој, сакаме додека сме живи, да се зарадуваме, да видиме плюс. Мајко, кралице мој, ниту јас, ниту вие се уште не сме престарени. Но, синко мој, сета ова состојба нас не загрижува. Од толку девојки, принцези, што ги изгледуваше, тебе ниједна не би се допала. Значи, татко мој, јас се уште не ја имам видено правата принцеза. Но каде е таа права? Која е таа? Па како треба да изгледа? Каква да биде? Запомнете, јас не сакам да се оженам за некоја што не ја сакам. Па макар таја нека биде најубавата и најбогатата девојка. Да, сега се сети. Знам. Значи ти, мил мој сину, сакаш да си одбереш сам девојка по твој вкус. Не ли е така? Да, татко, ваше височество, така е. Но како? Ако и понатака седиш застворен за тамото, како ќе најде? Па излези, може да ти застворен, па само пери. Не така, кралице моја. Јас имам многу поубава идеја. Да. Ајде тогаш. Кажувај, знам ли? Па еве вака. Јас планирам во нашиот дворец да организираме голем бал. На тој бал ќе присуствуваат сите дораснати девојки од нашето кралство, а се разбира и од другите кралства. Да, предлогот е многу добар. А може би јас би ќе. Да. Така ќе може сам да си избереш каква што сакаш. Но само да е равна на тебе. Идејата не е лоша, но запомнете го ова. Овој пат, принцесата ја избирам сам, па макар таја нека биде и најсиромашната девојка. Како? Најсиромаш? Па немој, синко. Не, па добро тогаш. Нема потреба да се организира тој бал. Немој да се... Кралице моја, не би ти рекол, немој да го притискаш. Па нека биде тој како што сака. Но мажу мој, и ти рече окне. И синко мој, нека биде како ти што сакаш. Да, нека. Па тогаш е во ред. Вие веднаш можете да почнете со припреми. Да. За секоја девојка нека има посебна За секоја, брзо, кралице моја. Не, седи јас коштором. Добар ден, господине. Добар ден, госпоđo. Пред да ме известам зашто сум дојден, дозволете ми малку да седнам.
да одморам, многу пати изоде. Се разбира. Повелете, седнете. Ти, донеси веднаш стол за господинов. Разбирам, господине. Повелите, господине, седнете. Много ви благодарам, убава дама. Каква дама? Е, само обична служавка во нашава куќа. Господине, да не сакате да се освежите, да ви донесем малко вода. Доста зборување, излегувај. Не, това би било најдобро. Много ви благодарам. Донесе. Господине, може ли да ми кажете зашто се должи ова ваша посета кај нас? Знаете, ме изпрати кралот. Кралот ли? На вистина ли? Вашата вода. Ви благодарам. Много ви благодарам, убава дамо. Сега е доста, може да си одиш. Рекохте дека кралот ве испраќа. Да, знаете, принцот треба да се жени. О, чекајте! Черки мои, дојдете да слушнете! Мама, ајде да одиме. Што е, мајко, зашто ви тоа толку? Да, мајко, зошто си возбудена? Ајде, кажи. Престанете! Поведете, господине, кажете зашто се работи. О, добар ден, господине. Добар ден. Еве покани за сите. Повелете. Повикани сте да дојдете на балот, што го организираат нивното височество, кралот и кралицата. Прекрасно. Да, многу убаво. Фино! На тој бал принцот ќе треба да одбере една од присутните девојки, која ќе биде негова жена. Да, многу убаво. И потоа, сите девојки што живеат во оваа куќа ќе треба да дојдат. Да, сите ке дојдеме, сите. Се разбира, освен една, не. А сега, до влезување до балот, да дојдете сите. Да, сите. И немојте да заборавете таа што ми донесе вода. Таа што му донесла вода. Здравје да си одите. Нема да ја заборавиме. Ајде, дојдете да прочитаме што пишува. Тине, ова не е за тебе. Значи пристигна, поканите пристигна. Кралот и кралицата ве молат да им направите задоволство со вашето присуство на големиот бал, кој ќе се одржи во кралската палата за 3 дена. 3 дена? Мајко, па тоа е многу убаво. Но ни требаат многу нови фустани. Да, мајко, не само фустани, ами и гердани. Не грижете се за ништо, кетки мои. Ке имате се што ќе ми биде потребно. Можам ли? Што е ти, што сакаш? Можам ли јас да дојдам на тој бал? Да, дојдам на тој бал. Многу тешко пепелашке. Сигурно не очекуваш да купам фустани за тебе. Зорем не. Ох, не. Јас само помислив дека... Доста! Не си ти таа што треба да мисли. А јас мислам дека ти не знаеш да играш. Тргни се од патот. Треба веднаш да почнеме со припреми, а ти да ни помагаш. Ајде, Керки. Ајде. Нема да плачам. Пепелашке, дојде маму! И така дојде долгочекуваниот ден да отпочне балот. А добродушната пепелашка направи се за да ги спреми нејзините полусестри. Мајко, дојде време да одиме на балот и да го видиме многу посакуваниот принц. Да, мајко, ние се спремни и тој нас да не види. Ја пропуштив истинската шанса. Ја пропуштив приликата за
план, но ако ги завърши, сите домашни задължения. Се до моментот додека треба да заминеме. О, ви благодаря. Да, ви благодаря. Много ви благодаря. Не, никако. Не можам си да завършим на време. Ох, Пепелачке, ние ти рекох, дека да си што ги затреба, и аз ги го завършам. Аз заборавих на тебе. Много ти благодаря. Вероятно, все още не си готова. А ние трябва да заминеме. Направим све, што рековте. Да, навистина, но все още има прашина. А и входа трябва да се изрима. Вие рековте. Да, и аз реков се, а не нещо. Майко, аз съм готова. И аз, майко, време да тръгнеме. До гледане, Пепелашке. До гледане. Си гледам. Нема да плачам. Нема да плачам. Да. Но ти, Пепелашке, не стоиш на зборот, ти повторно плачеш, а не треба. Айде, прашка. Мама, вили ти ще да плачам. Знам дека веки века нема да плачам, но си... Гледаме, ти става са принава. Пепелашке, Ама ладно, не. може да се плаче, но треба да... Ами ти ще малко. Ти не кажи. Не, учен, не. Топло е. Каде ќе дојдам, јас не сум готова. Каде? Па на бабот, бабица Пепелашке. Но како? Сушто? Ајде, доста зборување. Донesi една тиква и се ще ќе ти речам. Каква тиква? Јас сум збунета. Како каква? Она, портокалева и јагулка. Имам една таква. Да видиш дали е добра? Еве тиква. Но како тиквава ќе ме однесе на балот? Ајде, доста со прашања, ќе пушти ми го, мене се до тоа да го завршам. Ајде, одиди сега. А сега, бидејќи не може да најде крутци, гуштери и гулави, тоа јас ќе го завршам. Јас не можам да поверувам во се ова. За мене е се можно, како во секоја бајка. Наместо коњи, јас ќе ја носам кучијата. Но мора да запомниш нешто важно. Не смееш да останеш на балот подолго од полноќ. Сега уште повеќе не ми е јасно. Зошто да не останам? Ако останеш и не минута подолго, шефството ќе престане да залупа. И се ќе биде онека постапи. Аха, добро, доветува. Така ќе биде. Ајде да одиме и јас уште ти реков. Не смееш да останеш на балот подолго од полноќ. Moram da priznam, kraljice moja, дека организирајќи го овој бал, се надминав на себе си. Погледни, овде присуствуваат сите дораснати девојки од нашето кралство, а се разбира и од другите кралства. Да, и ако овде, од сиве овие девојки, нашиот син не пронајде жена, тогаш не знам на кој друго место ќе барат. Не знам, и јас сум многу загрижен за тоа. А слушате, кралица моја, прекрасна музика. Ја донесовме овде. Ај, имаме непознатите купати. Да. Ај, убавите девојки,
носи на пача број 1. Што е ова? Внимавајте вие, две се молам. Па јас помислим дека сме утри. Внимавајте. Не, ваше височество, казвам и повеќе одговарам за вас. Ти не знаеш да играш, ке го изгледаш по-назад. Не, вистина, јас знам многу по-добро од тебе да играм. Ти си обична глупача. Не, јас ти си. Ама престанете вие две! Престанете! О, јас не знам, но јас никогаш немам видено ваква голема убавина. Дечицето ти е като на ангел. Многу ви благодарам. Може ли да ве придружувам до внатре, ви се молам? О, да, секако. Поведете. Дами и господа, доаѓа неговото височество принцов со неговата придружничка. Што подразбираш ти од грациозност? Леле, високо се држи. Како сме така? Која е таа воопшто? А чевлите само погледни. Кој видел досега вакви стаклени чевли? Ама не грижете се, ќе му досади таа неку за брзо. Ке видите. Но на принцот Пепелашка не му досади и играше со неа цела ноќ. А Пепелашка беше толку занесена што и воопшто заборави на предупредувањето од нејзината добра вила. Ама не, чекајте, не се станете. Па јас не го знам ни вашето име. Ама не, ама чекајте, застанете. Каква елеганција! Не може да го изгубиш чевелот. Но јас мислев... Не размислувай ништо. Остави си на мене. Всеки биде, ами такова што треба да биде. Да, тоа е тој кој го чекав. А, убав принц мој од моите соништа, како да летам кон месечината. Чувствата се потполно нови. Дали ова е љубов, а овие нови чувства? Дали ќе го видам повторно? Дали ова е вистинската љубов? Сакаш ли да бидеш моја принцеза, моја жена? Се разбира дека сакам, драги мој принце. Барем сега кажи ми го името, да можам да те барам и да те најдам. Не те слушам, драги. Те молам, спаси ме. Ох, каде беше љубовта цел живот? Зошто вака ми направи Пепелашка? Па, јас не го знам и незиното име. Да, Не знам. каде се пак нешите? Па да. А што ако љубовта не напушти? Ако љубовта не напушти? Па не, никогаш тоа нема да се случи. Никогаш. Внимание! Се дава на знаење дека принцот наредува сите девојки без ограничување на возраст, ранг и статус да дојдат и да го пробаат овој чевел. Она девојка на која овој чевел ќе ја одговара ќе биде принцеза, невеста на принцот на целата земја. Принцот дојдоа скоро сите девојки од земјата
да го пробаа чевелот, но безуспешно, на њеза не ја одговараше. А принцот се измори барајќи ја девојката, собственичката на чевелот. И така, тој почнал да оди од куќа до куќа. И не знаејќи, пристигна во куќата, каде што неговата сакана живее. Што? Дали е ова нужно? Дали е вистина? Дали тоа е тој? Тој дојде во мојот дом, но како јас ќе се појавам пред него? Пепелашке доаѓа, бабу! Цела ног ги држев нозете во мрак, за да се соберат. А мои ме се сварија, држејќи ги во шишка вода, за да се зголемат. Доста те вие великаквици! Морате вашите нозе да ги ставите во тој чевел. Јас се сомневам дека мој веќе се собера. Мои бендика ги се зголемат. Доста! Тоа мора да биде! Пепелашке, расчисти наоколу и да те нема од овде. Марш! Ти се много милостива, Господо. Не забим јас да молитвам тој чевел. Ти си премногу валкана за да те покажеме некому. Ајде, марш на таван и чекај таму додека не те повикаме. Јас, Господо, мислам. Ти реков, не си ти таа што треба да мисли. Излегувај! Добар ден. Добар ден, госпожо. Добар ден, ваше височество. Ние потајно ве очекувавме. Сакате ли да седнете? Само да можам да го пробам чевелот. Принцот веднаш ќе види дека јас сум таа што ја сака. Зарем и ништо не можеш да направиш? Размислувам, Пепелашке. Ти се молам, побрзај со размислувањето. Принцот нема вишто да остане овде. Ето, тако ти, драга моја. Никогаш не може да присилуваш твојата добра мила. Да, сама знаеш как треба. Госпожо, ве замолувам. Нека дојде првата од вашите. Ајде, а јас ќе одам. Не, јас. Ама јас ќе одам. Вашата нога ви се мола. Ајде, турни, посилно смотарајна. Престанете веднаш да не се скрши чевелот, а после тоа никогаш не ќе можам да пронајдам мојата сакана. Госпожо, нека дојде втората. Јас не можам да ви објаснам колку само многу сакам тако. Како само ли ми испадна чевел, а за тоа не сум свесна. Се плашам дека вашата нога е премала за овој чевел. Може би ќе биде најдобро ако уште еднаш се обиде. А госпожо, дали имате уште кепки? Ама уште еднаш да се обиде. Госпожо, повторувам. Дали имате уште кепки до куќата? Не, господине, немам. Па јас слушнав дека вие имате 3 черки, госпоđо. Да, јас имам уште една черка. Но тоа не е моја черка. Тоа е черка на мажот ми. А и сигурно не може да биде таа обична балкана пепелашка. Ајде, Пепелашке, да си од глас забери. Принцот моите соништа, како да летам по месечината. Ова е љубов. Ова е онаа правата љубов. Па да, ова е таа. Ова е незиниот ангелски глас. Дали ќе го видам повторно? Дали ова онаа љубов вистинска? Да, јас сигурен сум дека е таа. Ваше височество, тоа е само обична балкана пепелашка. Станете и донесете ја веднаш овде. А ваше височество, Јас реков веднаш и тоа значи веднаш да ја донесете. донесете ја. О, Господи Боже, пепелашке! Молам Господа, јас да сум во право. Сте сакале да ме видите, ваше височество? Ама ве замолувам, немојте толку замисто. Исправете се, ве замолувам, седнете. Вашата нога ви се мола. Па господару, чевелот совршено не одговара на ова девојка. Што? Тоа не може да биде. Првиот пат имаше среќа, чиста случајност, ама не може да биде таа. Не може балкана Пепелашка, За не моја може. жал, а за радост на мојот господар, јас одлучувам. Чевелот и припажа на оваа девојка. Не е вистина. Но што е сега ова? Од каде
čevel? Ова е, господине, мојот друг чевел. На балот го изгубив само едниот, а тој остана кај мене. Повелете, седнете. Повелете, седнете. Па соопштувам дека и другиот чевел ми прифаќа на оваа девојка. Тоа не е можно, тоа не е вистина. Знаеш дека ќе биде така. Значи ти си она вистинската. Сакаш ли да бидеш моја невеста, моја принцеза? Тоа валкано лице во никој случај не може да биде таа. Не може Јас да не се заљубив во убавиот фустан, а пепелот не може да ја покрие нејзината голема убавина. Ова пепелашка е таја што ја сакам. Јас тебе те сакам, нити си мој. Принцот и пепелашка после неколку дена се венчаа со голема раскошна свеченост. Пепелашка беше поубава од секогаш, а принцот среќен како никогаш дотогаш. Таткот од пепелашка дојде да ја предаде невестата, но таа никогаш не му кажа колку страдала без него. Пепелашка и принцот им простија на добрите помислици на мачејата и Пепелашка со својата добродушност им помогна да се омажат за два лорда. И тие двајцата си живееле до крајот на својот живот многу среќни. Кај Пепелашка остана најдоброто, да простува и да биде добра со секого. Petar? Não. Quer? Prințoriste, veo. Ne vreau? Nu știu ce. Toate vene omul? Da, nu vă gore. Ah, küçük mükacak ya.